Драган Даравелски останува во затворот во Идризово. Надлежниот суд во Куманово пресметал дека на екс-директорот на Царинската управа не му е застарено извршувањето на казната и треба да одлежи 5 години. Но неговата одбрана од кривичниот суд побара повторно судење, бидејќи првиот пат на Даравелски му се судеше во отсуство. До Основниот кривичен суд Скопје доставено е барање за повторување на постапката на осуденото лице од страна на неговиот бранител со оглед да истиот бил суден во отсуство. Согласно барањето, оформен е предмет кој е распределен пред надлежен кривичен совет за понатамошно постапување. Советот во однос на барањето согласно законските надлежности најпрвен ќе се обрати за податоците установата каде истиот е на издржување на казната затвор, а потоа предметот ќе го прати на мислење до основното јавно обвинителство. Од судот во Скопје додаваат дека застарување на извршувањето на казната го утврдува судот според местото на последното живеалиште на осуденикот, во овој случај Основниот суд во Куманово. Оттаму пак велат дека со преземените дејствија застарувањето на извршувањето на казната е прекинувано. Согласно на член 109 став 1 точка 3 од Кривичен законник, застарување на извршување на казна затвор над 5 години настапува по 10 години од правосилноста на пресудата со која казната е изречена. Согласно на член 111 од Кривичен законник, застарувањето се прекинува со секое дејствие на надлежен орган, што се презема заради извршување на казната, а со секој прекин застарувањето почнува повторно да тече. Одговорот на Кумановскиот суд го потврдуваат и од Министерството за правда. Во однос на застареноста неа ја констатира надлежен суд. Од известувањето кое го добивме од судот во Куманово, апсолутна застареност на извршувањето на казната по пресуда на Основниот суд Скопје 1 настапува на 26 март 2028 година. Од Министерството за правда велат дека последен пат е барана екстрадиција во јуни 2020 година, а предходно во 2004 и во 2013 година. Всушност, последното барање од пред 2 години го помести рокот на застарување, затоа и апсолутната застараност е во 2028 година. Пресметките на правната фела по апсењето на Даравелски поставуваат две можни варијанти за случајот на поранишниот прв човек на Царинската управа. Првото, поради барањата за екстрадиција, тој да не може да се повика на застарување. И второ, да побара повторно судење, бидејќи првиот пат му се судело без негово присуство, со што се отвара можност за застарување на кривичното дело. Даравелски вчера беше уапсен на граничниот премин Табановце по 20 години поминати во бегство. Во 2007 година во негово отсуство беше осуден на 7 години затвор за злоупотреба на службената положба и овластувања и се бараше со меѓународна потерница. Според пресудата, тој го оштетил државниот буџет за 2,5 милиони евра во периодот од 1999 до 2002 година.